Злодевните форуми на кои се нешто се анализира и се толкува ништо не се погодува, за да добијат некаков формат на издржана дебата, низ која ќе се профилира проценка на актуелниот миг и ги се даде сугестија за воиднина. Може би навистина треба да прераснат во гатачки шоуа, со оглед дека соговорниците навестуваат дека поседуваат капацитет дури и за прорекнување на судбината. На графче ја гледате? И честитат на тоа. Епа, Но тоа го знаат сите, не треба да ми честитат. Во сличен манир се однесуваат и оние што изгубиле таа способност, па по секоја цена сакаат пак да станат видовити. Во таква ситуација ја губат мерата, па не успеваат дури ниту да ја воочат разликата меѓу 1 тон и 1 килограм. Таквите обиди, не само солистички, туку и како ансамбл, со сигурност ќе ги има и повторно. Оти тоа е темпото, ритамот кој се диктира. Јас би рекол дека, еве ќе се изразам малце како музички би рекол, диригентот диригира како оркестарот ќе свири. Другиот оркестар пак се ги фати нотите кои никако да ги отсвири. И наместо да продолжи се обидите да фати некоја хармонија, тој се враќа на истата, веќе чуена музика. Се прави парада, од која дури и на војниците кои се повикани да чекорат им е преку глава, ако воопшто знаат зошто и кон каде газат строев чекор. Абе, дека. Сивало мама да свеживо. Зашто ќе марширате денес? Знаете ли зашто дојдете? Појма си нема. Велат за чекорите за правда. Чекориме за да видиме што има ново старо. Ново старо има што да се види, нови се спотовите, стара е реториката, нови се лицата, стара е манипулацијата. Ново е името, ама стара е хипокризијата. Никогаш северно, само Македонија. Еве текст Емил Димитриев од ВМРО ДПМ. Северна Македонија. Никогаш северно, само Македонија. Еве писмо Владимир Ѓорчев. Северна Македонија. Никогаш северно, само Македонија. Еве Христијан Мицковски, учесник на конгресот на ИПП. Северна Македонија. Никогаш северно, само Македонија. Од новата Баја. Политичката цена секогаш стигнува за наплата, ама не за оние кои немаат што да изгубат. Па ниту прашања ставаат преспана барава, ни самите одговараат дека за нив не е скапо. Тоа што за сите останати представува богатство. Таа цена е патот на Македонија во Европската унија. И тоа во принцип, ако мене ме прашате, и не е голема цена. И на крајот, кога не се знае колку трае, уште помалку, колку чини една телевизиска секунда. Општество кое што ќе Сега се врати господин Јовановски. Почекајте, го почекаме малце. Времето за чекање истече, а со него и на оваа саботажа.